Балкан. Полуостров на југоисточниот дел на Европа, познат како жариште на биодиверзитет. Ретки загрозени видови, специфични и зачувани екосистеми, стари езера и речиси чисти реки. Сето ова го чини Балканот едно од последните места со зачувана дивина во Европа. Предизвиците што политичките транзиции на Балканот ги исправаат пред природата, ја зголемува важноста на заштитените подрачја. Овие балкански предели се последните бедеми на европската природа. Балканскиот полуостров се смета за жешка точка на биодиверзитетот во Европа, но и ризница за геолошката разновидност. На овој мал географски простор се наоѓаат можеби најголемите вредности на европското природно наследство. Заштитените подрачја се единствениот начин како да овие богатства доживеат уште многу векови постоење. Да тргнеме низ балканските водопади и шуми, реки, ливади и ридови, да видиме како се чува наследството што го делиме. Најважните природни подрачја на Балканот се под формална заштита речиси половина век, а некои дури и подолго. Заштитено подрачје представува одреден географски простор кој изобилува со важни биолошки, геолошки и историски вредности. Заштитените подрачја не представуваат строго физички оградени пространства, туку напротив, простори кои во себе ги вклучуваат сите делови на природата, па и општеството. Според својата вредност и димензии, тие се делат на различни категории. Голем дел од природните заштитени подрачја во Македонија се наоѓаат на границите со соседите – Охридското, Преспанското и Доеранското езеро, како и Беласица, Шара и Осогово. Но не секогаш го делиме начинот на кој управуваме со овие подрачја, па така статусот на еден ист локалитет варира во зависност од територијалната поставеност. Како се заштитуваат подрачјата, многу зависи од државите во кои тие и припаѓаат. Овие подрачја ги чуваат ретките природни појави, но служат и за едукација, рекреација, истражување и наука. Сепак, во Македонија некои од нив се толку анонимни, што ние воопшто и да не ги забележуваме штом пројдеме крај нив. Да почнеме од таму. Над нас Лозија, под нас автопатот Е75, а околу нас сува трева, грмушки и далновод. Ништо не навестува дека под нашите нозе се крие најголемото палеонтолошко наоѓалиште во Македонија. Пред неколку милиони години пракоњи, жирафи и газели доминирале во овој дел на Европа, а нивните коски говорат за историското значење на Македонија. Палеонтолошкиот локалитет Караслари е откриен во 1973 година при изградба на автопатот Велес-Гевгелија. По богатството од пронајдените фосили, овој локалитет се вбројува меѓу најпознатите наоѓалишта кои досега се откриени во светот. Фосилните остатоци денес се дел од постојаната поставка во Природонаучниот музеј. Но од откривањето на овој локалитет па се до сега не се направени нови теренски истражувања. На југот од Македонија имаме заштитено подрачје кое е многу повеќе посетувано од Караслари. Тоа е познато и по битките кои се војувале во него, границите кои го делеле и границите кои сега го делат, но најмногу поради својата природна вредност. Ова е Доеранското езеро. Доеранското езеро е трето по големина тектонско езеро во Македонија. По преживеаната еколошка катастрофа во 80-тите години, Доеранското езеро се уште пулсира со живот и со голем биодиверзитет. Исто како Охридското и Преспанското езеро, Доеранското езеро е споменик на природата. Денес,
1/3 од Дојранското езеро припаѓа на Република Грција и е дел од Натура 2000 мрежата за европски заштитени подрачја и е под управа на Националниот парк Керкини од Грција. Дојранското езеро има исклучиво висока видова разновидност и ендемизам. Главна карактеристика на ова езеро е богатството со зоопланктон, како и застапеноста со сладководни ракчиња и ретки видови школки. Но според еколошките истражувања, Дојранското езеро е на пат да ги загуби своите високи еколошки вредности. Денес Дојранското езеро како споменик на природата е управувано од општината Дојран, но планот за управување е се уште во фаза на изготвување и како во други случаи, истиот е спонзориран од странски фондови. Дојранското езеро располага со голем број водни и птици преселници. Затоа ја добива својата природна вредност и е значајно на европско ниво. Но сепак, управувањето со нивниот дом е од клучна важност за опстанокот на овие видови. Природниот резерват за Савица во Република Србија располага со голем диверзитет на птици, но и рамна и водена површина, исто како оваа во Дојран. На околу 1 час возење од Белград се наоѓа специјалниот природен резерват за Савица. Ја опфаќа територијата на две општини, Богатич и Сремска Митровица, и зафаќа површина од околу 3.500 хектари. Од 1997 година е под заштита на државата како природно добро од прва категорија. Zasavica je u stvari reka, staro korito Save i staro korito Drine, sa drinskim vodama u njoj, koje izviru podzemno, i zato je ona očuvala svoj biodiverzitet, s obzirom da nema nijednog zagađivača, nijedne fabrike, ni u istoriji, niti danas. Засавица е дом на неколку стотици ретки растителни и животински видови. Свињите мангулица и подолските говеда слободно шетаат во полињата на резерватот, а реката е прибежиште за даварите, кои беа вратени во Србија пред околу 10 години. Sada imamo 680 vrsta biljaka do sada. Međutim, izdvojio bi samo jednu koja je najznačajnija za ovaj rezervat, a to je biljka aldrovanda, koju sam našao 2005. godine posle 100 godina. Se vodila kao izumrla vrsta, 2005. sam je našao i za sada je Zasavica jedino stanište za ovu biljku u Srbiji. Ова е единствениот природен резерват управуван од невладина организација. Приказната за управувањето со Засавица почнува пред повеќе од 20 години кога сегашниот управител го открива ова место, а дотогаш непознато дури и за локалното население. Денес Засавица ја посетуваат преку 50.000 туристи годишно. Mi smo formirali 3 avenije svog delovanja. Jedna je zaštita i upravljanje, to radimo s Ministarstvom za zaštitu. Druga avenija je odmah razvoj turizma, jer smo odmah napravili turistički brod. To je donelo nama uz 3. aveniju, a to je saradnja sa Ministarstvom za poljoprivredu i mi smo najveći čuvari starih rasa genetičkih resursa Srbije. Samo pravi ljubitelji, ili peške, ili čamcem, ili brodom, obilaze samo jedan deo rezervata, znači najmanji. Sav ostali deo rezervata, znači 98%, idu samo naši istraživači, idu posebni profesori, istraživači, ljudi, a narod običan ne ide. Tako da kad se to tako napravi, onda nema puno uznemiravanja prirode, a i ljudi koji dođu imaju izvanredan doživljaj. Во иднина во Засавица се планира отварање на хранилишта за птици грабливки и изградба на нови обсерватории за птици. И покрај тоа што многу активности се веќе дел од резерватот, сепак потребно е постојано одржување, истражување и вложување во него. Специјалниот резерват за Савица и Тиквеш не се подрачја под иста заштита, но и двете подрачја представуваат важни локации за загрозени или ретки птици. Во теорија, строгиот природен резерват Тиквеш треба да представува круна на заштитата на природата на Македонија. Но за жал, денес ситуацијата е изменета.
Ова е Тиквеш, значајно природно подрачје во Македонија, која ја раскажува тажната приказна за негрижата кон најважните природни вредности. Тиквеш е строг природен резерват, кој поради години негрижа, уништување и урбанизација се сочува со ризикот да го изгуби својот статус. Тиквеш, заедно со локалитетот Плоче Литотелми, ја делат највисоката категорија на заштитени подрачја во Македонија. Прва категорија – строг природен резерват. Ова представува заштитено подрачје, главно управувано за научни истражувања и мониторинг и ужива највисок степен на заштита. Но според најновата студија за ревалоризација на природните вредности на Тиквеш, се предлага промена на постоечкиот статус на заштита. Статусот на Тиквеш од прва категорија строг природен резерват би спаднал на трета категорија на заштита – споменик на природата. Сепак низ Македонија постојат и помали заштитени подрачја кои, поради својата популарност или пак туристички потенцијал, успеваат да бидат барем малку заштитени, одржувани и управувани. Таков е примерот со Беласичките водопади, Смоларски и Колешински водопад. Колешинските и Смоларските водопади во подгорието на планината Беласица се едни од најголемите туристички атракции во Македонија покрај Охридското, Преспанското и Доеранското езеро. Овие водопади, со својата природна и геолошка вредност, се центар во мрежата заштитени подрачја на Струмичката котлина. Со нив управува општината Ново село и се едни од ретките за кои е изготвен план за заштита и управување. Сите инфраструктурни проекти, едукативни табли и планови за управување сепак не можат да ги спасат заштитените подрачја од ниската еколошка свест на посетителите и на локалното население. За среќа, на Балканскиот полуостров постојат случаи и подрачја каде што локалната заедница, научната јавност и државата гледаат врз природата како поле во кое треба да се инвестира, унапредува и заштитува. Од Смоларските водопади патуваме до високите слапови на Папук во Хрватска. Главна карактеристика на источниот дел на Хрватска, односно Славонија, се низинските рамнини со големи култивирани површини. Од оваа рамнина, која порано била дното на Панонското море, планините се издигаат на речиси 1000 метри надморска височина. Една од овие планини е и Папук. Ovdje godišnje otprilike posjeti u Park šume Jankovac preko 50.000 ljudi i taj broj se iz godine u godinu povećava. Temeljne značajke zbog kojih smo mi, odnosno zbog kojih je naš park zaštićen, dakle iznimna geološka, biološka i kulturno-povijesna baština na kojoj se bazira dakle i naša cijela zaštita prirode, dakle unutar našeg parka. Posebno ono na što smo ponosni jeste da smo od 2007. godine i član UNESCO-ve mreže geoparkova, što evo do nedavno smo bili dakle jedini takav geopark u Hrvatskoj. I evo mi se kao ustanova zaista nastojimo na jedan kvalitetan način odnositi prema tom izazovu koji nam predstoji. Управувањето со паркот Папук е систематизирано и постојат повеќе служби кои се грижат за засебни сегменти од неговото делување. Покрај стручниот и техничкиот оддел, активно делува и одделот за чување на природата. Upravljanje zaštićenim područjem, odnosno Parkom prirode Papuk, od početka je išlo u tom smjeru da se te sve prirodne ljepote na neki način približe posjetiteljima, da ljudi se zainteresiraju za ovaj prostor. E sad, to smo napravili na način da smo prvo isprva radili poučne staze. Da ljudi, osim što će doći u zaštićeno područje, uspiju i nešto naučiti o samom zaštićenom području. Zadnjih 10 godina bili smo u prilici da osiguramo značajnija sredstva kako bismo unaprijedili našu turističku infrastrukturu, jer
park bez ljudi to nije svrha jednog zaštićenog područja. Dakle, svako zaštićeno područje voli i želi imati posjetitelje u svojim granicama. Na nama je da te posjetitelje educiramo kako da se ponašaju u našem zaštićenom području. Ali park kao park bez ljudi ne bi imao nikakvog smisla. Na mala oblast наидуваме на различни видови карпи кои се формирани во различни геолошки средини. Папук е богат и со планински извори и потоци кои се живеалишта за специфични видови риби, водоземци, влекачи и бројни видови водни безарбетници. Шумите и водите на Папук се дом на повеќе загрозени видови, што го прави неговото правилно уредување од клучна важност за нивниот опстанок. 1/4 flore Republike Hrvatske raste upravo na području našeg parka. Brojčano bi to bilo 1228 biljnih vrsta. Čak 108 vrsta ptica živi na području našeg parka i zbog nekih vrsta, poput primjerice bjelovrate muharice ili male muharice, Papuk je i međunarodno važno područje upravo za ptice. Природата на човекот од секогаш му нудела за солниште, храна и инспирација. Изучувајќи ја, човекот подобро го спознава својот вид. Преку заштитата на подрачјата од природна важност се овозможува токму тоа, контролирано изучување на природата и видовите кои живеат во неа, со што се негува потребната почит кон нашето заедничко минато и грижа за заедничката иднина. Хрватска, Србија и Македонија, како бедеми на европското наследство, треба да се стремат кон успешно управување со истото, но и да учат едни од други. Без разлика на европските еколошки интеграции, заштитата на природното наследство, еколошките проблеми, но и природните вредности треба да бидат највисок приоритет за секоја балканска држава. Политичките граници повеќе не се замислени линии и така треба да се однесуваме кон нив кога е во прашање природата. Треба заедно да работиме за зачувување на природното наследство, да учиме едни од други и така да го зачуваме зелениот Балкан, смарагдот на европското природно наследство.